Врие полиција кај прилепското село Ревоец. Утро во конзорциумот Бехтел Јенка кој што сака да отвори ископ за тампон за изградба на новите автопати веднаш над селото. Повторно со камиони се обиде да влези во рудникот. Граѓаните револтирано го блокираа патот со своите возила. Вела дека добивале закани од полицијата, дека сите ќе бидат притворени доколку не си заминат од блокадите. Жителите велат дека нема да се повлечат по никоја цена, затоа што и целиот случај во моментов е се уште во судска постапка каде што тие бараат стопирање на ископот. МВР ни кажува преку командирот дека имало наредба да се отстранат возилата, да се приведат присутните и дека тоа ќе го сторат по секоја цена. Во моментов постапката е на одлучување за време на мерка пред апелациониот суд Битола и сметам дека ваквата наредба е апсолутно незаконита, особено ако се знае дека јавното претпријатие е странка во постапката и дека се очекува исходот од постапката. Најмалку што можеше директорот на јавното претпријатие е да го сочека исходот на постапката за изрекување на привремена мерка, па потоа да превзема вакви, можам да речам, режимски мерки. Жителите на Ревоец велат дека доколку се започне со активно минирање на теренот и копање на каменот, комплетно ќе се уништи целото село, кое што се наоѓа на само неколку стотини метри од рудникот, а исто така се доведувале во опасност и изворите за вода на Прилеп. Врз основа на вештачење обезбедени во судска постапка е утврдено дека ископот тука е штетен по здравието, по водоснабдувањето и по стабилноста, односно статиката на објектите. Ако некој решил да бриши цели села од мапата на оваа држава, слободно нека повели. Ова е начинот на кој што ние се спротивставуваме. Ние продолжуваме упорно и ако денес ги кренат возилата со пајак службата, наутро пак ќе има возила овде, веднаш после нивното кревање и ако можат да ги кренат сите возила од град Прилеп, слободно нека продолжат со ваквите активности. За целата оваа новонастаната ситуација, во моментов очекуваме одговор и од јавното претпријатие за државни патишта и од МВР.